Петочно издание на регионалните вести. Поради вадење на бавчите и прскање по дворовите, делови од Гостивар се соочуваат со недостиг на вода. Од комуналец велат дека злоупотребите се големи и најавуваат пуштање на нов резервоар за вода за околу 2 недели. Во текот на летните месеци во погорните реони на Гостивар и на повисоките катови во зградите се случува граѓаните да немаат вода по повеќе часови во текот на денот или пак притисокот да биде многу намален. Од јавното предпријатие Комуналец проблемот го лоцираат во злоупотребите на водата за наводнување на бавчи, дворови, пред трговските дуќани и слично. Оттаму најавуваат дека проблемот со недостигот на вода во летниот период ќе се решава со новиот резервоар за вода кој се гради во Вруток, а наскоро ќе биде пуштен во употреба. Точно држи констатацијата дека во одредени делови на градот имаме нарушување со снабдување на вода, со вода на граѓаните на општина Гостивар. Тоа е резултат на злоупотреба, на повеќе месеци се случува во ниските делови на градот, се случува злоупотреба на вода за пиење, претежно за наводнување на бавчи и на зелени површини, и тоа доведува до нарушување со водоснабдување во повисоките зони. Бидејќи сегашниот систем за водоснабдување на градот Гостивар не може да го задоволи потребата на граѓаните со злоупотребите што го прават со водата за пиење. Се мисли дека во еднина со воспоставување на резервоар за вода што треба да се пушти многу брзо во употреба, овој проблем ќе се надмине во општина Гостивар. Потрошувачката на вода во Гостивар периодов е енормно голема, а преку системот се испорачуваат 540 литри вода во секунда. Гостиварската локална самоуправа апелираше да не се злоупотребува водата за наводнување на зелени површини, за да има доволно за пиење и основни потреби за сите граѓани. Сепак досега никој не бил ниту предупреден, ниту казнет за злоупотреба на водата, а оставени црева да течат по бавчите се секојдневна гледка во Гостивар. Македонија денес во портокалова фаза со температури над 40 степен. Надлежните министерства со препораки овие 3 дена бремените жени и лицата над 60 годишна возраст да бидат ослободени од работните обврски. Согласно најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, денес и во текот на викендот територијата на целата држава ќе биде зафатена со високи температури од портокалова фаза. Министерството за здравство по вчера одржаниот состанок на Комисијата за топлотни бранови препорачува овие 3 дена, од петок до недела, од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на било каков здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. На работодавците им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор по ценка и доволно течности на секои 2 часа. Министерството за здравство препорачува да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, а особено се препорачува на установите за згрижување на деца, детски градинки, да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност во истиот период. За граѓаните од целата држава остануваат општите препораки за заштита од високи температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности и хигиенски начин на подготовка на храната. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на пропишаната терапија, а при појава на било каков здравствен проблем да го контактираат својот матичен лекар. До четврток подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на стабилна и многу топла воздушна маса, што ќе услови да продолжи периодот на претежно сончево, многу топло и суво време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35 степени, а на места вдолж повардарието ќе надминува 40 степени. Најтопло се очекува да биде за време на деновите од викендот, кога максималната температура во земјава ќе достигне и 42 степени
облачни. Од понеделник во попладневните часови ќе има појава на умерена локална облачност. УВ индексот и понатаму ќе биде многу висок со вредност 9. Повеќе пожари беснеат низ земјава. Во атарот на село Гургурница активен е пожарот што од страната на македонски брод се префрли на територијата на општина Врвеница. На целото копанце гори површина обрасната со сува трева по сртот на планината Жеден. Пожарот кој е активен десетина дена во село Требовље македонски брод се префрли на другата страна, кон општините Брвеница и Гостивар во делот на село Корита. Во атарот на село Гургурница гори сува трева и пасишта. Екипа од шумското стопанство Лешница Тетово е на терен и ја следи состојбата. Пожарот во село Железна река е локализиран вчера во 23 часот. Пожар има и на село Копанце, каде гори површина обрасната со сува трева, по сртот на планината Жеден и не е зафатена шума. На лице место е екипа од шумското стопанство Лешница Тетово. Се работи за пожар кој пред 4 дена беше активен од страна на селата Радуша и Дворце од Скопскиот регион. Во текот на вчерашниот ден направен е пресек за пожарот да не се спушти надолу кон селото, каде има и мала шума. Според информациите на Центарот за управување со кризи до 11 часот, пожарот во атарот на село Требовље и село Растеж се уште е активен. Во гаснење на истиот ангажирани се следните сили и средства. Армијата на Република Македонија, 3 хеликоптери, еден од Армијата на Република Македонија, од Република Бугарија и од Република Турција, кои действуваат од раните утрински часови. Местното население на село Растеж и лице од село Заграда, а се упатуваат и доброволци од Кичево, Прилеп и Скопје. Силите на шумското стопанство Сандански македонски брод се ангажирани за действување на пожарот во село Растеж и истите преземаат активности за локализирање на пожарот, како не би се приближил до куќите и шталите со стока кои се во подножието на село Растеж, како и спречување на пожарот во местноста викана Корицки дол, кој не би се проширил кон селата Растеж и Заград. На територијата на Република Македонија активни се и други пожари. Пожарот во село Девич се уште е активен, но со смален интензитет. На пожарот во атарот на село Близанско интервенирал и еден хеликоптер и засега нема поголеми жаришта. Пожарот кај браната Матка во моментот се води како локализиран. Пожарот пак кај село Студеничани, каде има 2 жаришта, едното се води како локализирано, а другото чади. Пожар има и кај село Бојане, кој е на непристапен терен. Пожарот кај подвис Локвени, кој се прошири во пределот поридот кон селата Алданци и Норово, се уште е активен. Горат стрништа и ниско стеблеста дабова шума. Ватарот на село Дреново во местноста Дреновска Корија. Вчера од 21 часот и 10 минути има активен пожар со кој е зафатена шума од даб, јасен и бука. Пожарот ватарот на село Богомила во местноста Црвен дол, кој вчера во 20 часот и 30 минути беше ставен под контрола, околу 22 часот и 15 минути повторно е обновен. Пожарот на падините на Горна Јакупица е активен, а теренот е непристапен за гаснење. Поради високите температури, а со тоа зголемената опасност од појава на шумски пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведе делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена, што ќе важи до 15 август. Оваа согласност не важи за вработените во јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми, македонски шуми и субјектите што управуваат со заштитените подрачја од сите категории, како и за организирана тура со туристи за туристичко разгледување на шумите. Министерството апелира до сите граѓани во овој период од годината, а и заради својата безбедност, да се воздржат од нанесување на штети на шумата, палење отворен оган во шума и користење за паливи средства. За лицата што ќе бидат затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола од јавното предпријатие Македонски шуми и субјектите кои што управуваат со заштитените подрачја, ќе им се изрече глоба во вредност од 1500 до 2000 евра. Тргнал да пука на свадба, се саморанил дома, проверувајќи го пиштолот. 26-годишник со возилото излетал од пат и удрел во ограда од куќа во Лешок. Следуваат случувањата од денешниот полициски билтен.
Вчера околу 15 часот во село Чифлек 37 годишен жител на селото сам се повредил со пиштол, како што соопшти Министерството за внатрешни работи, откако ги однел членовите на семејството на свадба кај неговиот чичко, се вратил дома со цел да провери дали е се затворено и од спалната соба земал пиштол C3 калибар 9 мм и се упатил на свадба. При проверка дали пиштолот има куршум во цевката, пиштолот испукал, пошто лицето се само повредило во пределот на левата подколеница. Тој бил префрлен во клиничката болница Тетово, каде била констатирана прострелна рана на задниот дел од левата подколеница. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Ноќеска 30 минути по полноќ на локалниот пат во село Лешок се случила сообраќајна незгода во која 26 годишник од село Слатино, управувајќи патничко возило BMW 530 со скопски регистарски ознаки, излетал од патот и удрел во дрво и ограда од куќа. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 23 годишниот сопатник исто така од Слатино. Тој по укажаната лекарска помош во клиничка болница Тетово бил пренесен во ургентен центар Скопје за понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Тетово. Не профункционира локацијата кај спортскиот центар определена од општинските власти за продажба на лубеници. Продавачите велат дека местото нема соодветни услови, а од општина Тетово ни рекоа дека продавачите не биле задоволни од изборот на локацијата. Локацијата кај спортскиот центар определена од општинските власти за продажба на лубеници не профункционира. Пред 2 недели земјоделци од Тетовско со нивните трактори натоварени со лубеници 2 часа ја блокира улицата пред општина Тетово. Побараа градските власти да им обезбедат соодветна локација за продавање на своите производи. Неколку дена потоа општинските власти одредија локацијата кај спортскиот центар, го расчистија местото и поставија 2 контејнера за отпадоци, но таму не се појави ниту еден продавач на земјоделски производи, а во меѓувреме местото се користи како паркинг за автомобили. Продавачите и понатаму ги продаваат производите на тротоарите на улицата Борис Кидрич, од каде претходно се жалеа дека се бркани и казнувани од полицијата и од инспекцијските служби. Ги прашавме продавачите зошто не се преместуваат неколку метри подолу за продажба на производите на локацијата определена од надлежните власти. Не сакаа да зборуваат пред камера, но ни рекоа дека местото нема никакви услови и дека ќе чекаат властите да ги обезбедат условите и официјално да ги повикаат. Од Канцеларијата за односи со јавноста при општина Тетово пак ни рекоа дека продавачите на земјоделски производи од трактори и камиони се изјасниле дека местото не е атрактивно за продажба, бидејќи не е доволно фреквентно. Оттаму велат дека општината нема друга можност за да го реши проблемот, како што потенцираа во нивниот одговор. Во ваков случај секторот за внатрешни работи Тетово е надлежен да асистира. Проблемот со узурпирани тротоари и јавни површини од страна на сезонски продавачи на овошје и зеленчук од трактори и камиони во општина Тетово е повеќе децениски. Од јавното комунално предпријатие Тетово, кое стопанисува со зелениот градски пазар, велат дека во пазарот има доволно празни тезги кои земјоделците не сакаат да ги најмат. Пред неколку години исто така општинските власти одредија локација за продажба на земјоделски производи од камиони кај Жена парк, но таму се стационираа многу малку продавачи. Повеќето останаа да продаваат на неколку познати локации надвор од зелениот градски пазар. Одговорот на земјоделците и тогаш беше дека понудената локација не е погодна, без никакви услови и недоволно фреквентна со граѓани. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Тетово. Прскањето ќе се врши во ноќните часови од сабота кон недела. Општина Тетово ги информира граѓаните дека втората поред терестријална дезинсекција и дератизација во регионот на општина Тетово ќе се реализира на ден 5 август 2017 година сабота со почеток во 24 часот и истиот ќе продолжи до раните утрински часови. Затоа од општина Тетово апелираат до сите граѓани кои се занимаваат со пчеларство во горе споменатиот временски период, додека трае процесот на дезинсекција, пчелите да ги чуваат затворени, со цел да се избегнат евентуалните несакани последици од овој процес.
Балканските земји кои не се членки на Европската Унија плаќаат повеќе пари за извоз на овошје и зеленчук во Хрватска. Тоа ќе се одрази сериозно врз цената на производите. Затоа министрите од регионот договараат заеднички чекори и бараат одговори од Брисел. Македонија ќе трпи големи последици од одлуката на Хрватска да ја зголеми таксата за контрола при увоз на овошје и зеленчук. За сега нема последици, вели министерот за земјоделство Љупчо Николовски, но сезоната наскоро почнува, па земјата ги прави сите напори да биде подготвена. Хрватска, која е членка на Европската Унија, на 15 јули годинава донесе правилник за контрола, со што се зголемуваат трошоците за извоз на овошје и зеленчук од Македонија, а тоа ќе влијае и на цената на производите. Станува збор за пакет активни мерки во износ од 10 милиони евра, пари кои директно ќе стигнат во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и поледелците, а тоа ќе значи и поддршка на домашното производство на храна. Со измените на програмата за директни плаќања во земјоделството, им излегуваме во пресред на барањата на земјоделските здруженија за зголемување на субвенциите за производителите на пченица, кои годинава имаат ниски приноси поради лошите временски услови. Токму затоа, земјоделците ќе добијат дополнителни 6.000 денари по хектар пченица, што се вкупно 2 милиони евра повеќе од субвенциите кои што ги добиваат досега. За јачменот се предвидени дополнителни 1 денар за килограм јачмен предаден кај регистрирани откупувачи. Со оваа мерка ќе се надокнадат штетите и ниските приноси од годинашната жетва. Ќе реагираме и кај лозовите и овошни насади, каде што исто така родот е преполовен. И на нив ќе дадеме нова поддршка. За таа цел 25.000 лозари и 15.000 овоштари ќе земат зголемена субвенција од 10% по хектар со цел да се надокнати дел од штетата, главно поради измрзнувањето на насадите. Голем пожар избувна набрзо по полноќ во една од највисоките стамбени згради во светот, што се наоѓа во Дубај. Противпожарните екипи го изгасија огнот во 4 часот утрово, а во моментот работат на ладење на висококатницата. Очевидците раскажуваат дека огнот се движал надолу по зградата. Во пожарот нема загинати или повредени лица. Облакодерот има 86 ката и е висок повеќе од 300 метри. Зградата еднаш веќе гореше во 2015 година, а пожарот изби на 50-тиот кат. Руските власти соопштија дека спасувачките екипи се обидуваат да евакуираат над 150 работници во поплавениот рудник за дијаманти во Сибир. Рускиот гигант за дијаманти Алроса соопшти дека водата денеска го поплавила рудникот Мир. Министерството за вонредни ситуации посочи дека 151 работник се наоѓал во рудникот кога пукнала цевка. Според извештаите, спасувачките тимови воспоставиле контакт со поголемиот дел од рударите и некои од нив се евакуирани. Нема извештаи за жртви. 23-годишниот Маркус Хачинс, познат по тоа што го спречи нападот со WannaCry, рансомвер вирусот, бил уапсен во САД во случај на сајбер криминал и ќе биде изведен пред суд во Лас Вегас. Тој е обвинет како еден од создавачите на банкарскиот вирус Кронос, познат тројанец кој се користи за крадење на идентитет при пријавување на корисниците кај своите банки преку интернет. Хачин се стекна со светска популарност кога во мај го спречи сајбер нападот кој опфати стотици илјади компјутери во преку 150 земји во светот, а го нападна израствениот систем на Велика Британија. Американката Мишел Картер е осудена на 2,5 години затвор затоа што го поттикнувала нејзиното момче да изврши самоубиство. Осудената девојка му испраќала бројни пораки на момчето преку мобилен телефон, наговарајќи го да си го одземе животот. Во јули 2014 година тоа и се случило кога младиот Конрад Ројд се самоубил во својот автомобил со отровните издувни гасови од неговиот ауспух. Според пресудата, Картер ќе помине 15 месеци во затвор
затворска ќелија, а потоа 5 години ќе биде на условна слобода, што значи дека може да издржува уште 5 години затворска казна, доколку повтори вакво кривично дело. Обвинителот и родителите на жртвата очекуваа построга казна, тврдејќи дека младата Мишел Картер, која тогаш имала 17 години, сосема свесно го наговарала Рој да си го одземе животот и дека од тогаш ниту еден момент не покажала знаци на кајање и жалење за она што се случило. Најскапиот фудбалер во историјата на фудбалот, Нејмар, денес и официјално беше представен како нов фудбалер во Пари Сент-Жермен. Трансферот на Нејмар е главна вест во сите светски медиуми, бидејќи ПСЖ за него плати 222 милиони евра, а бразилецот ќе биде најплатен фудбалер во историјата. На представувањето Нејмар потенцираше дека не дошол во Париз поради парите, туку да освојува трофеи и е спремен да дебатира уште утре против Амиен. Денес имавме сончево и многу топло време, со слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 17 до 25, а дневните од 28 до 39 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 9. Јутре не очекува сончево и многу топло време со слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 17 до 26, а дневните од 31 до 40 степен. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 9. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.